Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со подпредседателот на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски. Добро вечер, благодарам што секогаш одговарате на нашите покани. Благодарам на поканата, стварно ми е задоволство. Да. Ова е Македонија за сите, насловена теренската активност која што ја спроведува ВМРО ДПМН, ги посетувате населените места. Кои се коментарите, предлозите на граѓаните, забелешките кои што ги доставуваат до вас? Да, благодарам на прашањето. Навистина една убава акција што ја започнавме пред скоро 2-3 викенда. Веќе јас сум во изборната единица 2 во повеќе населени места и вака можам да приметам дека има навистина убава енергија, но не само мојот тим што оди на терен заедно со партијници, со градоначалници, со други луѓе од партијата, но еве насекаде во Македонија преку 20 тима пресакаме да посетиме преку 700 населени места. И мислам дека тоа е важно. И еве има можност некаде во живо да има каде што имаме можност да слушнат и граѓаните што не се присутни да видат за што збориме. Збориме за актуелните теми, збориме за инфлацијата, збориме за договорот со Бехтел, овој што е популарен за автопатиштата во овој период, збориме за недоволните средства граѓаните си ги купат намирниците дома, зборуваме за економијата, зборуваме за сите проблеми. И буквално едни народни собири имаме каде што луѓето може да прашуваат, да коментираат, да ни даваат вака надеж за некои работи, дека ни даваат доверба и така. И тоа е многу важно. Јас намерно велам ни даваат надеж бидејќи ВМРО ДПМН е народна партија, ние мораме да бидеме со народот. И тоа е енергијата што овие граѓани кај да отидеме ни ја даваат и добре, некојаш ќе слушнете и некој коментар, поготово и за централната власт негативен, но ќе слушнете понекогаш и некој барање за локалната самоуправа, бидејќи имаат барање, се разбира, уличката, водовод. И добро е што и градоначалниците на секаде доаѓаат на овие средби, некаде да се пофалат со своите проекти, но негде и да представат што е во програмата на наредниот период. И добро, и ќе продолжиме понатака, еве, овој период сме еве во Куманово, каде што ќе имаме и трибина заедно со председателот на ВМРО ДПМН и со повеќе луѓе ќе зборуваме за младите, ќе зборуваме за сите политички теми, но целта е да имаме и различни видови на трибини тематски, каде што ќе зборуваме на буквално само за таа една тема што ќе одбереме во тој ден. Да речеме, во Куманово ќе збориме за младите, за политиката, за економијата, ќе зборуваме во друг град за транспорт, за економија и така натака, ќе бидеме присутни насекаде во Македонија, бидејќи ова не е предизборна кампања, но сакаме да покажеме активност дека и кога нема кампања сме постојано со народот и даваме шанса народот да дојде, да не слушне, се разбира и потоа сето тоа што ќе го каже и народот да го преточиме во идни програми на ВМРО ДПМН. Во време на можеби најголемата економска криза, власта одлучи да се покачат платите на функционерите и тоа е навистина за значајно покачување. Последното вчера што го изјави министерот Бесими е дека и платите во јавниот сектор треба да растат, но вели сега не е најповолно време за усогласување и изголемување. Ја би рекол обратно, дека баш токму време е за сите плати да се качуваат, а последни да бидат функционерските плати. И тоа го кажав неколку пати на неколку различни телевизии и навистина гледате како се случува многу интересно кога СДСМ знае дека ќе изгуби власта. Кога знаат дека ќе паднат, најважно е да се ги изголемат платите и најважно е да потпишат штетни договори. Ова го кажувам многу внимателно бидејќи овој договор што го потпишаа со Бехтел и НК како влада. Они исплатија 117 милиони евра. Тоа се невидени пари од буџетот, платени на некој што не почнал да гради. И плюс има дополнителни пенали каде што наредниот период што треба да се платат или вака до крајот на година ќе се исплатат никој не знае колку пари, можеби 400-500 милиони евра, немаме активности на терен. И ние опрашуваме дали е тоа вистина, дали тоа е во договорот и овие штетни последици од овие договори треба да ги сработува некоја една влада. Намерно го кажувам ова, бидејќи ВМРО ДПМН ќе биде наредната влада. Замислете сите овие работи што почнуваат да се наталожуваат, а сега само гледа само по тепик да ги стаи, да си направат тендери во 4 очи да се збогатат, но не размислуваат за напредок на државата. И слушам денеска дека повеќе фели сакаат зголемување на платите и оправдано. И ова го спојувам со сите оние штетни договори што ги прават. Знаете зашто? Што они постојано велеа дека тука сте да прават европски реформи, да прават европски процеси. Апсолутно не е така. Оваа власт е дојдена за некој да им каже што да направат, бидејќи е штетно за Македонија, но да имаат полза тие што ќе го направат сето тоа. А тоа што значи полза? Да се зголемуваат платите, да имаат тендери во 4 очи, да добиваат многу бенефиции од државата и така натака и така натака. Но што вратија за државата? Апсолутно ништо. И затоа ние постојано велиме дека треба да има избори. Треба да има избори, не само за да дојде ВМРО ДПМН на власт, колку да дојде за мок само. Не, за да се сменат сите овие погумни политики. И мислам дека еве енергијата натака се движи,
час поскоро ќе има избори. Ние баравме и пред време за да биде прекината оваа низа на штетни работи. Но евеќе редовните се во скоро многу, така што ги повикувам граѓаните масовно да излезат и да ги казнат овие штетни политики. Ќе прашам нешто подоцна за самите избори, да се навратиме на договорот. Вие сте и поранешен министер токму за транспорт и веројатно најдобро ги познавате и работите. Како политичар, зошто дозволува власта да остави ваков сомнеш кај граѓаните, бидејќи договорот не е доставен на увид? Да, благодарам. Јас како министер мислам дека доаѓав порано тука во оваа студија да разговараме за многу работи што се актуелни и тогаш ги зборувавме сите работи отворено, сите договори отворено, што се работи, каде се. Иако имало проблеми. Овде најголемиот проблем на оваа влада е што го скрија договорот. Тој договор мора да биде прво доставен до вас новинарите, до вас медиумите. Вие да имате увид и контрола на транспарентноста на самиот процес. Но тоа не е направено така. Тоа е прва работа што е најважна. Втора работа што е многу важна, поготово јас мислам дека е важна, е она што го направија како договор во 4 очи сокриени во некој кабинет, но презема обврски за воиднина. Што значи тоа? Сакам сите граѓани да знаат, некои следат, некои помалку следат, но овој договор на преку 1 милиарда, 1,3 милиарди евра подпишани долари, со плюс дополнителни средства од 300 милиони евра за експропријација и плюс дополнителни средства што ќе излезат во тек на градба, представува најголемиот политички договор, односно, ја го викам политички, зашто политичари го направиле во 4 очи, за инфраструктура во Македонија. Но во тој договор што го подпишале, презеле обврски пратениците во иднина да сменат закони, за да се доведе државата во побавна ситуација или ќе плаќа пенали. И сега додека не се сменат законите, државата плаќа пенали. Дополнителни средства, бидејќи не е сменет законот, поготово за работни односи. Они предвиделе во тој договор секој што ќе работи на тој проект, поготово за овој стратешки проект, да се зголеми времето траење на часовите работни на секој еден човек, односно од 40 на 60 часа. А што е најстрашно, ај што синдикатите се против ова, секој што е во било каков синдикат кај што го валоризира трудот на човекот, го кренува гласот против ова, но и Уставниот суд има донесена одлука дека ова противуставно. И замислете, они се дрзнале у договор да стават нешто што е противуставно. Но не е само во тој закон што сега се менува и моментално ќе стигнем до тоа што е најголемиот проблем, а тоа е веќе со европско знаменце што се стави овие закони, ќе го објаснам тоа ако ми дозволите. И поентата ми е што вакви договори се направиле со идни услови. Да не важат презеле обврска, да не важи одобрение за градење, односно се смени законот за градење. Како ни подпишале закон? Како ни изменам договор и како знаат дека ќе се смени законот? Они не знаеле, они мислеле дека така ќе го поминат. Јас сум председател на таа комисија во собранието и јас сакам да се дебатира, но тоа не може да му скратите правото на некој пратеник да поднесе амандмани. Можеби сака да поднесет 100, 200 амандмани и да има расправа многу долга. Не тука некој политичар како Димитар Ковачевски, Артан Гроби одлучиле дека они ќе кажуваат и они се се, они се собрани, они се уставен суд, они се влада, они се се. Што е понатака? Имаат преземено обврски во други закони, да не важи законот за урбанистичко планирање, да не важи законот за експропријација, да не важи законот за земјоделско земјиште. И сите овие закони да не важат и ги ставиле во договор и ги поднесува во собранието. Кога видоа дека има отпор пред се од граѓаните, од медиумите, од фелата и така натака, одлучија да направат еден чекор што мислам дека е, според мене, во иднина ќе видите дека е еден од најлошите чекори што ги направи било која влада во историјата на Македонија. Зашто? Да предизвика се тоа? Ова може да отвори Пандорината кутија. Зашто го зборувам? Они бидејќи не поминуваа по редовна процедура, ставија знаменце, се вика европско знаменце на овие закони, каде што процедурата во собрание за да поминат овие закони се скратува. Односно, 2 дена, 3 дена дебата и мора да се гласа. Таква е процедурата. Но, тоа е направено за хармонизација на законодавството. Кога согласувате регулатива од ЕУ и кога согласувате македонска регулатива. Овде нема согласување. Овде вели македонска регулатива да не важи законот за градење. Не постои земја членка во ЕУ каде што државата нема закон за градење. Не постои таква. Сега што усогласуваат? Па сега за да ја навредат интелигенцијата на граѓаните велат да ова е европски пат бидејќи се наоѓа во Европа, слушнавме изјави така натаму. Не, апсолутно тоаш би следното прашање тоа зашто не влагаме во Европска унија, ние сме во Европа. Но не се такви работите. И зашто велам дека е толку погрешно? Погрешно е бидејќи ако ова помина, веќе гледаме дека
почна да се разгледуваат законите во собрание и мора да потенцирам дека иако Европската унија и делегација тука во Македонија кажа дека треба да се тргне европското знаменци, дека не е место на овие закони. Тоа се продолжува. И ја тука гледам вина и во европската делегација, јавно го кажувам. Зашто за многу поситни закони креваат толку голема галама и толку многу се бореа да се тргнат од дневен ред, за овие закони некако многу бледо, многу штуро. Според мен, тоа е моето мислење. Но ја морам да си го кажам, бидејќи ако сакаше Европска унија ова да не помине, мислам дека ќе кренеше повеќе глас барем за овие закони. Но еве, процедурата ако заврши, што ќе се случува во иднина? Дали потоа еве се отвара врата преку оваа комисија да поминува се и се што? Ако овие поминат закони, зашто утре да не поминат многу други, многу и полоши, и потешки закони? Кој утре ќе каже од Европска унија дека не треба тој закон да се најде? Ако ова помине. Што ова ќе помине, се отвора Пандорината кутија. И утре да не замери никој, било која следна влада, преку таа комисија за европски прашања да поминат многу работи. Бидејќи самите ова што го направија ќе биде на штета на уставниот поредок на државата. Со ова што го прават, уставниот поредок на државата веќе ќе биде променет. И затоа многу прашања се отворија. Се пробувам да бидам подиректен вака да објаснам на граѓаните, но ова е една од поголемите штети што ќе се направи во Република Македонија. Зашто има две опции, или да го раскинете договорот, или да продолжите со договорот. Но ако го раскинете договорот, ќе завршите на арбитража, каде што ќе немате автопати, а ќе платите милиарди евра оштета. Или да се репрограмира, односно да се репреговара, здравје Боже, ВМРО мора да влезе во договарање на овој договор, бидејќи може подобро, може многу подобар да биде, за да се заштитат дополнителни средства, се разбира, и да не се гази уставниот поредок на земјата. Да. Останува ли ВМРО на ставот да за евроинтеграција, но не под уставни измени, под бугарски диктат? Да, апсолутно, ние многу пати ова сме го спомнале. Гледаме дека владата сака да биде главна тема, ова, дека нешто прават околу уставните измени. Ја не знам прво како си дозволиле да се формираат тело каде што ќе разговара за уставни измени, а да не помине преку собранието, бидејќи единствена институција што дава согласно за да се започне било каква постапка за уставни измени е собранието, но знаат они како власт, цела коалиција од власта дека немаат доволно пратеници, немаат ниту еден пратеник од ВМРО на опозицијата за да почнат оваа процедура, измислуваат некоја вака приказка за да се додворат кон Брисел дека нешто се прави во тој поглед, еве се работи, а од друга страна цело СДСМ и дојмоли по цел свет да се прави притисок врз ВМРО на оваа тема. Еве јавно го кажувам првпат во вашата емисија, на секаде идат да се направи притисок кон ВМРО. Но кога ќе се објаснат и на меѓународната заедница аргументите зашто сме против, се многу легитимни нашите аргументи. Ние сме против промена на уставот, но исто така и бараме да има предвремени парламентарни избори во тој период, сега и редовни да има независно, бараме да се објасни пред граѓаните. Па граѓаните нека бидат судот дали требаат уставни измени или не. Можеби ќе изгубиме на следните избори, иако они свесни се дека ќе изгубат и тоа катастрофа ќе доживеат. И затоа они сакаат да најдат некој притисок слично. Слушаме дека за некои така состаноци нивни за затворени врати сакаат повторно некои прогони да стават во функција. Сакаат да бидат, не знам, повторно режим некои опасни што ќе биде врз пратениците и така натака, но нема да успее. Од вашава емисија повторно нема такво нешто да успее. Што и да прават, нема да им успее. Но многу е слично што превземале обврски, исто како и со договор со Бехтел, што превземаат обврска за воиднина, исто тој со тој бугарскиот договор, ја го нарекувам, тој е француски договор. Така го кажам, но презделе обврска опозицијата да мора да гласа. Еве, зашто секоја земја членка во ЕУ кога влага, во последната фаза пред да влезе кон менува устав? Сите знаат дека тоа е последната фаза, бидејќи мора да го прилагоди законодавството, но и документите во својата земја. Зашто прифатиле како услов веднаш тоа да се направи? Дали знаат дека со тоа утре некој ќе бара да смениме македонската историја? Дали знаат дека ќе бараат револуционерите на Македонија да бидат бугари? Дали знаат дека со ова што го направиле и што го прифатија договорот за добрососедство, некој може постојано да прави вето врз Македонија и да бидеме повторно во чекалната? Зашто? Зашто нивното тврдење дека Македонија била создадена држава после 45 година. Па зар нашите баби, дедовци, прабаби и прадедовци се родиле во некоја друга држава? Не, се родиле во Македонија. Нова македонска
ново македонско тло со македонски корен. И тоа никој не може да ни го земе. Затоа требало да размислуваат пред било што да потпишат. Јас сум го говорил минател, сум бил дел од тие преговори кога сум работел во Министерството за надворешни работи. Ниту еден политичар претходно, но и до тогаш не се осмелил да потпише таков договор. Но после овие договори Го земало сигурно. Сигурно. И секогаш ќе има. И секогаш, видите, тоа се доктрини на земјите. Бугарија има своја доктрина. И таа доктрина ќе трае постојано. И таа секогаш може ќе се менува, но секогаш ќе биде во корист на бугарската држава. И она секогаш ќе направи притисок према Македонија и останатите земји. Денеска слушам изјави дека и од Грција према Албанија има такви изјави, дека ако не се погрижат за нивното малцинство дека ќе добијат вето. И сега сите овие прашања се отвараат. И сега се постава главното прашање според мене, дали ние треба постојано да бидеме во чекалната или некој во Европската унија па постојано да гледа Македонија и македонскиот народ како граѓани да сторат. И тоа е многу легитимно прашање. Бидејќи овие закони сега што поминуваат со европско знамеце, никогаш нема да поминаа во Италија. Никогаш нема да поминаа во Франција, никогаш во Белгија и така натака и така натака. Еве јас би сакал од тука да прашам дали во Германија некој ќе се осмели да помине вакво нешто во нивниот парламент. Не. Но за жал во Македонија ова се случува. И треба за ова прашање секогаш сите политичари и сите пратеници да не попуштаме било каков да е договор. Зашто пак ќе кажам, Пандорината кутија кој се отвора, не знаете некоја наредна влада што све ќе стави под знакот на европското знамеце. Мислам дека вчера излегува со соопштение дека е стабилна коалицијата, иако има најави од одредени помали политички партии кои што се дел од коалицијата најавуваат повлекување. Како анализирате? Видете, ние слушнавме пред неколку дена новинари спомнаа дека премиерот Ковачевски си поднел оставка на еден вака жежок состанок во собранието и тоа сите го кријат. Односно што се случува, некоја расправија со пратеничката група, не знам, со коалицијата или слично, стигнала некоја оставка, па тоа било демантирано, па не ја примил претседателот на собрание во архивата и така. Што се случува? Дали дуе газдата на СДСМ Милина Ковачевски? Не сме да даде оставка? Или што е со човеков? Некој да не го киднапира, да не сме, нека даде знак дали е така, ќе му помогнеме. Не може ние да бидеме во една партија да владе во Македонија, на секаде. Тоа е канцер во општеството. Еве ја го кажувам бидејќи со нивните пивци и ова што го прават, ова е недозволиво веќе. Они владеат со СДСМ. СДСМ и треба на Македонија на политичката сцена. Добро е да има повеќе партии и секоја партија да биде силна. Ева многу пати го кажам. Моментално СДСМ како партија е седната во скутот на Дуј и Дуј управува. И тоа не е добро. И тоа не е добро. И ја многу пати на терен кажувам. И ВМРО-ДПМ не биле во коалиција со Дуј. Но многу било поразлично. И ние како ВМРО сме дозволиле многу да се однесуваат во тој период Дуј како што не требало да се однесуваат. Еве ја го кажувам јавно и треба да учиме од грешките. Бидејќи се сеќавам кампањата кога бев и носител во изборната единица 2 и тука во Куманово многу пати кога разговарав, они велеа како СДСМ дека најлошото нешто во историјата на Македонија е Дуј. Сега се во брак. Ја го кажувам на секаде. Ваков брак ќе пукне еден ден. Се разбира, ќе пукне. Но не е добро за државата. Гледате што се случува. Младите се иселија, образованието тоне, имате повеќе министри од Дуј отколку сите заедно, дека коалицијата не име во ред, не име во ред. Слушнав изјава дека, не знам, Стојан Ангелов ќе си заминал ако не се донесе законот за бранители, слушаме Дом дека ќе се заминуваат тие, па морам да кажам како партија на секои 3 месеци си заминуваат, но никако да се заминат. Еднаш им сметаат зградите во центар, ама и тоа ќе го голтнат, па втор пат им смета зеленивото, па и тоа некако, па потоа Дуј станува зелена партија, па овие се љутат на Дуј, уствари тоа врска нема со зелена партија. Потоа се љути, не знам дека Бехтел биле против овој договор, на кворум направи и така натака. Значи, веќе македонскиот народ не смее да подлегнува на вакви, како да кажам, изјави од вакви мали партии што задираат во интелигенцијата на секој човек. Зашто вие мали партии, што постојано нешто бараат, сега бараат една изборна единица. И ако него добиеле тоа, па што бараат сега во владава толку години? Па 6 години веќе наполни. Или осеќаат дека ќе паднат. Еве да им кажам од сега, ќе изгубат преку 150.000 разлика. И подобро е што побрзо да се заминат. Зашто најпаметно им е да се тргнат од овие, бидејќи како СДСМ и Дуј они не може да пораснат. Можат само да идат надоле и дадоле. Ние правиме анкети на неделно ниво. И тоа се и секој граѓани вака ќе го прашате, знае што ќе се случува на наредниот период. И сега наедно разочарани биле. Се извинувам, но тоа веќе не поминува никој обичниот народ. Ако имаат храброст и доблест, после 5 години барем Демократски сојуз излезе од власта. Имаат можност овие денови да излезат, но ако го гласаат законот за Бехтел,
тогаш нека не кажуваат приказни за мали деца. Зашто го зборувам ова? Бидејќи ако овие мали партии, Дом, не знам, либерални и такви некои мали партии се против овие работи, они се за реформски процес во утре, сега е моментот да излезат од власт. Зашто една теза каде што говореа постојано дека не знам они се ЕУ пратеници, они се ЕУ влада, они се не знам реформска влада, а сите останати се анти-ЕУ и анти-НАТО, со гласањето на овие закони кај што постојано европската делегација ЕУ вели дека не се ЕУ закони, они ќе станат најголемите анти-ЕУ пратеници и најголемите анти-ЕУ политичари. Еве и од тука им кажувам дека таа карма ќе ги следи постојано. Бидејќи Европската унија вели дека тие закони не треба да се поминат. И сега со кој они смелост излезат, не моравме ние поради ова и оваа причина да ги гласат. Не, мора да ги гласат зашто сите таму си имаат договорено кои да им бидат подизведувачи. Вака е подиректно. Факт е дека се неопходни реформи во речиси сите области, го споменавте образованието, судството, здравството и слично. И сите потврдуваме дека се неопходни, меѓутоа како да не преземаме ништо за тоа прашање. Ниво минатото е на сите теми. Како партија често пати предлагавме пакет мерки. И јас сум излегувал на пресојуни, моите колеги, партениците, партијата, поднесувавме различни предлог решенија, пакет мерки во економијата, за националните прашања, и постојано бевме одбивани. Или она една теза што постојано СДСМ и ДУИ не кажуваат ева према цела меѓународна заедница, ние све ќе направиме, они не знаат ништо, ние све ќе исполниме. Бидејќи сака да се додвора повеќе према странците и надвор, а го забораваат македонскиот народ, затоа стигнавме на дереджек ниедна институција да не функционира. Моментално имате институции каде што не ги решаваат предметите на граѓаните. Или ако отидете, не знам, во било која подрачна единица на било кое министерство, еден куп предмети се заглавени. Обичниот народ трпи. Ако отидете на било кој шалтер, исто така ќе мора да фатите врски или ќе мора да молите некои луѓе да завршите работа. Ако отидете во здравството, на било кое место, или исто така ќе морате да барате преку некој мој термин, бидејќи не можете да добиете термин. Условите се никакви, а докторите сите пробуваат да се заминат или во приватно, или надвор од Македонија. Што значи дека бегаат од државните институции. Ако бегаат како институции од државата, значи проблем е кај државата, оние што ги водат институциите. Проблем е што 5 или 6 министри за здравство се менуваат, а нема ниту еден прогрес. Проблем е што префрлаат 120 милиони евра за Бехтел, толку чини една нова клиничка модерна болница со готов проект. Место да ги префрли авансот, може да изградат болницата. И знаете кој ќе добиеше најмногу? Не ВМРО, не ДУИ, не СДСМ, народот ќе добиеше. И ќе имаше повеќе здрави луѓе, ќе имаше повеќе и поквалитетни операции на луѓето, подобри апарати и така натака. Но како да не ги интересира тоа. И често пати слушаме дека од власта они биле за националните прашања. Затоа они како влада дошле кон патот кон ЕУ и кон НАТО. Они не се дојдени за апсолутно ништо освен за пари, моќ и влијание. За ништо друго. Пустош направи од се. И затоа за што и да зборуваме, или за образование, или за што и да зборуваме, едноставно постојано кога зборуваме како црнила некој да се околу сите институции и време е да се тргнат сите овие работи и навистина еден рестарт да се започне. Ја на терен знам да кажам рестарт на овој систем, бидејќи премногу е полн со вируси и можеби треба рестарт или форматирање на знаете компјутерот од старт кој ќе го исчистите од себе, бидејќи веќе метастазирале сите институции од проблеми. И ова е жално што го кажам и многу сме далеку од Европска унија, од сите оние хармонизации на сите реформи што треба да ги направиме. Споменавте неколку пати изборите, кога е реално да се случат, да очекуваме да бидат оние редовни и дали заедно ќе бидат претседателските и парламентарните? Да, ова е одлично прашање, неколку тези слушам од власта, поготово од премиерот Ковачевски, дека не требало да бидат заедно изборите, дека требало да има први претседателски во првата половина на годината, па потоа да има парламентарни во втората половина на годината. Ова вака сериозен политичар вака не размислува. Сериозен политичар што колку толку знае нешто од политика не размислува така. Или политичар што си ја сака државата и институциите што ги води не размислува така. Вие треба да потрошите во една година за два процеси што се неколку месеци или 2-3 месеци разлика, да потрошите по десетици милиони евра и за еден и за друг процес. Ако имате различни избори. Не, они мислат дека ако имаат некои заеднички претседателски избори со сите партии како дури се на власт, ги притиснат дека ќе имале некој подобар резултат.
Нема да имаат, ево од сега да им кажат, глупости тешки си размислува. Се собрале неколку луѓе кои ќе биде председател, си прават приказка. Како ќе направат они да имаат председател без другите партии? Како мислат дека ќе има излезеност? Се собрале ќе прават журка без да им дојдат гостите? Како мислат дека ќе направат тоа? Па од ВМРО-ДПМН зависи 50% од населението што треба да излезе на гласање. Зар ќе оскокнат ВМРО-ДПМН и така ќе како планираат они цензус да направат? Без да седнат со ВМРО-ДПМН да разговарат. ВМРО-ДПМН е најголемата партија во Македонија. Со најмногу пратеници, со најмногу граначалници, идната влада. И сега наеднаш они пробуваат како да го смалиле поразот, како да имале не ги знаме нивните математики што се размислуваат, но тоа е погрешно. Можеби ќе го сменат нивното размислување, можеби тоа ќе речам ова што го зборувам дека не е така, дека ќе има едни избори, зашто најдобро за бизнис заедницата е да има едни избори. Најдобро е за граѓаните еднаш да гласат и за председател на држава и за парламентарни избори. И сето тоа може да биде април-мај. Сето тоа може, согласно устав, согласно закони, се, но да видиме што ќе се случи. Можеби ќе има и предвремени избори. Овие партии сега утре ако не го поддржат овој договор, ако се тргнат и не ги гласаат овие закони, ќе падне владата. Ајде да видиме. Ако има некој храброст, ако некој е за ЕУ, да видиме баш овие денови што ќе се случува. Да, за самиот крај што неколку прашања за Куманово, често сте во нашиот град, доаѓате од Ѓорче, на општина близу до нас. Неодамна се одбележа еден трагичен настан, 8 годишнина од случувањата во Диво населје и покрај бројните ветувања и на државата и на општината, за жал овие бранители кои што ги оставија животите во населбата близу во Куманово, не добија никакво спомен обележје. Навистина, жално е ова што го слушам и една од иницијативите е што помина во собранието да има спомен обележје, кои што сите пратеници ја гласа и се надевам дека во наредниот период ќе се запази оваа процедура и ќе добијат, но мислам дека треба тука и општината да излезе во пресред да се направи нешто. Јас го кажавте сум од Ѓорче Петров, не е апел и до општината, бидејќи имаат право да градат споменици, спомен обележји и така натака, нека го стават по програмата. Мислам дека секој еден човек во Македонија, секој еден македонец ќе ги поздрави. Еве ја лично ќе поддржам таа иницијатива и мислам дека тие луѓе се што го дадоа животот за Република Македонија се правите херои на нашата татковина. Да. Што да очекуваме од општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Куманово, ќе искористили можеби ова разединетост која што има СДСМ во градот? А дали имаат они разединетост или што се прават, веќе не знам во нивниот табор, да бидам искрен, но она што може да го слушнеме, дека навистина е поделени табори, дека се раскарани кој ќе гради згради, кој ќе зема тендери и така натака и така натака. Гледам со сегашниот граначалник раскарани како раководство, но некој од другата па од СДСМ е близок со нив. Слушам дека коментари еден многу различни има за секојдневието овака тука, бидејќи како што знаеме, Оливер Спасовски доаѓа од Куманово, премиерот доаѓа од Куманово, а Куманово не оди напред, така што еден многу вака прашалник треба да се стави за секој еден да процени ако првите луѓе во држава и на партијата доаѓаат од овој град, а Куманово навистина нема доволен број на проекти, значи проблемот е до луѓето. Не е до градот апсолутно, но општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН има квалитетен кадар и овие избори тргнуваме на победа апсолутно. Они што сакаат нека си прават, ние да си ја гледаме нашата работа, да си го гледаме народот. Еве јас можам од тука да ветам, постојано ќе бидеме низ сите населени места тука во Куманово, ќе разговараме со народ и ќе побараме поддршката, а потоа многу ќе помогнеме на сите граѓани и нема никого да делим во Куманово. Благодарам на одвоеното време и ве очекуваме повторно во нашето студио. Благодарам на можноста. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на Телевизија Плюс.